Како дете од 15 години, јас заводив овде кај се Симоно тешчани навлак, а пак другар од насте, Толевски, и тој исто во наколец работеше во насело таму, Долна Преспа, кај што викаме ние. Тој во тоа време таму многу добро го познава целата Преспа, во тоа селото Наколец, тоа е старо село Наколец. Ваштеше многу крапи таму тој. И тој, од тогај, до сега, јас го познавам како најдобар рибар. Ова е сказна за Насте Тодески, човек кој целиот живот го поминува во рибарење, во постојана дружба со водата. Тоа е човек на две езера што ги дели Галичица. Потекнува од Пештани, на кое се одбиваат зраците од водите на Охридското езеро. А дошол во местото Сирхан на оваа страна од планината, за да ја дочека пензијата на водите на Преспанското езеро. Неговото семејство не се одделува од Пештани, а тој, Насте, решил се што уме и што може докрај да му го подари на Преспанското езеро, затоа останал тука во Сирхан. Тој е работник од повеќе години во овој работен колектив. Јас сум роден од Пешчани. Фамилијата ми е Пешчани. А децата Срансто ми се. Дома сум 15 души. Овде сум јас, Љубин, и пред ти кажу, од 24 година до денес, ќе речем јас. И тешко, и по работа сум имал, ама овде имат 8 години, овде сум. Ние во нашава средина, рибарите па и сите други, си го викаме нагалено Чичко Насте, а повеќето од нас и мајсторе. Јас како раководител на ова предпријатие, посебно за Насте, право да ви речам, немам зборови како да ги изнесам сите тие негови особености што него го оличуваат и како рибар, и како мајстор. Он не само што е раководител на влакот, тоа е средство со кое ловиме риба во Преспанското езеро, тој е човек јако карактерен, секогаш во својата средина со луѓето многу пишим другар, за работата се чувствува толкова дисциплинован и право да ви речам, чисто за ако кога би биле сите со такви сваќања и гледања, сигурно дека не би требало ни надзор, па не би ни требало ни одговорност од одредени личности да вршат и гледат што он и како е врши работата. За на неслеќена зима, нам ветрот југ ни го насочи бродот на обала. И другарот Насте во 12 сатот на полнош, пешки 6 километра од Чурленци до Перово, дојде да ни јави дека бродот ни го насочи насуво. И ние, трчајќи пешки некои со точаци, дојдовме да го спасиме бродот кога го најдовме, насочен од ветрот насуво, и запнавме да го палиме, но не можеше да се запали никако. Беше голем ветрот, ние влеговме натре, но не успевне. По мало време се утише ветрот и ние самите зедовне на свој начин да го извадаме бродот. Езерото секојдневно носи изненадување. Навидум е мирно, но зачас го менува наравот. Се појавуваат силни ветрови, големи бранови кои носат се пред себе. Но рибарите не би биле тоа ако не ги знаат неговите тајни. Се присетува Насте и на црното небо кое предупредува дека не е за влегување во водата. И затоа, кога влакот мора да се влече, иако фаќаат под ноктици од замрзнатото јаже. Јас имам пеше и куќа, не една 3. Тројца сино имам поделени, само еден со мене. Тој со мене што е странство е, а и другите странство се. Тој со мене што е не може да мрди, јас сум дома. Јас што чешам, тој ќе би. Да ми расипа ќев, не само тој и другите.
Ja ovdje rabotam 8 godini, ama su drugari su naučili, moram da rabotam ovdje. Kraj imam za penziju, da rečem, imam. Ama nije dođeno, moram da čekam ovdje. Dođe, kažem, ova pensijeta. V ova sopće živim 8 godini. Odu nisu mrnat. Si odam od meseci pol doma. Ko sakam jaz. Ama trebiti ja, i drugari da opitam i uprava da opitam. Inako ne smijem da si odam. На се се присетува Насте во собичката крај транзисторот, кој му е единствениот другар што или му пее, или му зборува, а ужива во народни песни. И самиот си подбевнува за да ја растера осаменоста. Ajde. Majka na dojce pa gosti, tata na zami zaveze. Тој е раководител на бригадата. Раководител кој со личен пример ги води рибарите од ден на ден. Не знае това друга води, не знае да се открива. А она ме знае, това ми работа со мене. Ама овој го сакам да работа со мене. Уловот ги радува сите. А ако нема успех, тој првиот извикнува: утре ќе имаме поголема среќа. Тоа вечно утре ги влече рибарите, а тие се мошне скромни. Од сиромашкото езеро не бараат голем улов, туку толку за да ги прехранат своите семејства. Така е и ова утро. Уште во мугрите тие доаѓаат во Сирхан, доаѓаат од околните села полни со неизвестност. Доаѓаат и под дожд, и кога е бура, и кога е студено, и кога е топло. Мораат да дојдат уште со појавувањето на денот, да се јават на работното место. Доаѓаат со велосипеди, пеш, со автобус. Кој како. Дури да се призобере бригадата, настае крај езерото. Се бричи и се подготува за денот што настапува. Тој е тука постојано, како на стража. Му се радува на новиот ден, кој може би ќе биде подобар од вчерашниот, кој може би ќе им донесе некој динар повеќе од претходниот. Затоа луѓето влегуваат секојдневно во нова неизвестност. Затоа тие пред тргнување гласно си пожелуваат добар лов. Ajme duže. Ajde, prevaštaj.
Iđi, dojde. Ali zgodit ću te. Srećan lov! Pod malo da živo. Živi. Pojela. Sasvim. Aha. Prime. Ajde na me. Vozi dalje. Kuri se jasi kulja. Hajde, vozi. Inane, pojke. Vozi na me. Tako. Pomalo Inane. Pentru ta prima că răzicioară, riga, că mă zavraca la care avem. Mai te Денес рибарите се на влакот, на макотрпното влечење на мрежата, на напор кој носи добар сон. Колку само го преврзуваат јазелот за да можат со рацете подсврсто да го стегнат јажето при сложното влечење. Колку само километри се нижат при ова неизменично прифаќање, колку часови трае тоа. За нив е тоа обична работа, бидејќи судбински се врзани за рибарењето, кое не може без влак. А токму влакот ја крие најголемата неизвестност, бидејќи рибарите не знаат што влечат, се дури мрежата не се доближи до брегот. Тогаш доаѓа или празна воздишка, или неизмена радост. Насте му дава ритам на вличењето. Тој го најавува почетокот, а потоа по установениот пат се одвива работата. Во секое друго време може да се чујат меѓу рибарите разни шеги, на своја сметка или на сметка на другиот. Никој не се лути на нив. Но темпото тука не дава можности за никакви шеги. Кога се влече влакот, владее полна тишина. Само се слуша шумолењето на водата, која се цеди под рацете кои цврсто го стегаат јазелот и тивкото чекорење на изменичното чекорење на рибарите. Ovaj pad? Ne znam kad će biti, ali će hvatiti ili će hvatiti. Ma neću ti hvatiti mi. Slušaš, neću ti hvatiti mi. Razumiješ? Pred vani 800 kila. 800 kila hvatiti mi. I pak da nemaš žabjeg da reći mi ko ona mu, pobeli ona mu po pirgun, pak će hvatiti i tamo. Pa ovdje pojće hvaštene. Ovdje. A pa pred 3 dni fati ne 800 kila je onda. Ti čunka, ti ovdje dete na onda. Se radovane poslije. Po 33 bona imet. Ова е секојдневна борба која за нас те трае скоро 40 години. При еден добар улов рибарите добиле само во еден ден по 33.000 стари динари. Насте се радува при споменот на овие 33 бона, како што вели тој. Овие 33 бона им даваат сили и надежи дека ќе налета во мрежата можеби пак големо јато риби. Тоа ретко се случува, но надежта од ден на ден ги држи овие луѓе со магична сила. Борбата за риби, а преку неа за пари, ги тера да не се обзираат на времето. На разиграните бранови честопати како лушпа од орев се поигрува нивниот чамец, но тие упорно ја фрлаат мрежата. Ја преспиваат ноќта во нова надеж и со неа живеат се дури не ја извлечат крај брегот. Разиграните риби тогаш им ги топлат срцата. На лицата на овие луѓе се гледа измаченост. Сите изгледаат значително постари од што се. А како не би биле такви, кога независно од временските прилики секој ден се на езерската шир. Во вакви прилики мошно е сладко јадењето. Се јаде каде ќе се стигне и кога ќе се стигне. Водата има чудна привлечна сила. Го опсенила Насте, па со месеци не оди дома, иако е пештанец, тука, преку планина, на првото соседно езеро. Езерото не ми дава да одам, вели тој, правдајки се повеќе пред себе. А кога се правда, Насте го подигнува гласот за да биде поуверлив.
Таа нарав веќе ја знаат сите рибари бидејќи со години работат со него. Не месец, на месец и пол дома си одам. Инаку не сме да си одам. Како не смеш некиш, Не, управа да бркаат. оприци. И управа да опитам, Не. и работници да опитам. Да си одам дома. Бој не секоја сме. неделја си ојш туку некиш. Не сакам јас. А Не така. сакам пошо. Работава не ме остав. Влако не ме остав. 28 години сум овде. Во Преспанско езеро. И сега, да речеме, имам крај за пенсија, имам 2 месеца и пол дајано документи, уште не изгледам. А имам стаж 43 години, а старост 44 години, 64 години. Стаж имам, ова старост. Уште пенсија излега. Кога одиш дома, како те дочекува наследица? Бе, дочекай, кој ще треба? Бе, дочекай, добре дојде. Насте долгогодишен рибар. Иако од свое детинство потекнува непосредно во близината на Охридското езеро, како да судбината за неговото рибарство како струка го предодредила да својот живот како добар мајстор и рибар го проведе на обала од Преспансково езеро. Тој сега е во тек припремањето на документацијата и по се изгледа во најскоро време ќе го добие на најзаслуженото, ќе биде пензионисан, што секако овој работен колектив за разделбата со него и ќе му пружи најсвечен чин со одредено признание за неговиот вложен труд, што секако ќе остане како еден спомен во сеќавањето за ова предпријатие името Насте, како Чичко Насте и како мајстор на влакот и на сите други работи што го врзале во ова Преспанско езеро и ова предпријатие. Джони! 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 Слободното време Насте го поминува или во крпење на мрежите, или во собичката која го привлекува, особено кога чувствува замор од дневната работа. А кога ќе дојде тука им се предава на спомените, на сеќавањето од блиското или далечното минато. При звуците на транзисторот поубаво се мечта и размислува за годините на рибарењето, за пространите води, за неволите, за среќните моменти од животот тука. И не може Насте да се начуди колку брзо поминале годините. Животот тече како фурија и на Насте и на сите околу него. Тој тоа сега повеќе го чувствува бидејќи се одбројуваат последните месеци од неговата активна работа.
Тоа беше сказната за Насте Тодески, рибарот на две езера кој живеел и живее со една мисла, рибарењето, кој наскоро ќе им го препушти на помладите, а тој ќе се повлече во мирен пензионерски живот.